Уметникот Ноди. Денот бавно минува во земјата на играчките, а Ноди бара со нешто да се занимава. Прекрасна слика, Ушко. Кај си ја купил? Не сум ја купил, Ноди. Јас ја насликав. Мислиш, ако сакаш слика, можеш и самиот да ја насликаш? Па така му доаѓа, Ноди. Кога ја правев таа слика, излегов и купив боја, четка и хартија и така бев подготвен да почнам со тоа. Сликањето е забавно. Може некој друг да стане бојадисувач на слики? Се разбира, Ноди. И запомни, бојадисувачите на слики се нарекуваат уметници. И јас сакам да станам уметник. Што ми треба за тоа? Еве, овие се сите работи што ти се потребни. Ти благодарам, Ушко. Сега оди надвор и најди нешто убаво што ќе можеш да насликаш. Да. Погледни автомобилче колку убави работи има за боење. Од каде да почна? Еј, пиленца, автомобилче, како можам нив да ги насликам? Добра идеја. Хартија и бои, црвена, сина и зелена. Погледни како бојам, прекрасна сцена. Хартија и бои, виолетова и кафена. Погледни како бојам, прекрасен град. Леле, колку се брзи. Добро утро, Ноди. Што правиш? Решив да насликам нешто, ти си? Не знев дека си уметник. Прекрасно. Ова е мојот прв обид, но јас навистина сакам да сликам. Сакам. Ке ги насликам овие пиленца, како трчаат наоколу и јас сладко се смеам. Не верувам дека би можела да насликам такво нешто. Па со среќа, Ноди. Ти си е во право. Овие брзи пилења се тешки за сликање. Треба да насликам нешто додека мирува. Нешто што мирува. Аха, она. Ке го насликам она прекрасно дрво. Нема да прете и да трча наоколу. Добро утро, Ноди, што правиш во ваков прекрасен ден?
Ќе го насликам ова прекрасно дрво, господин Тромавко. Јас сум уметник. Уметник, а? А дали порано си се занимава со сликање? Не, никогаш порано. Но имам голема желба да се обидам. Ке треба навистина да запнеш ноди, да насликаш дрво. Ми изгледа тешко. Зошто? Тоа стои мирно, зар не? Има многу лисја, не би се обидувал да го насликам. А ти пожелувам да уживаш во остатокот на денот. Господин Тромавко е прав. Има многу лисја на она дрво. Треба да најдам нешто полесно за сликање. Езерцево ми изгледа совршено. Нема лисја и не трчка наоколу како пилињата. Ова треба да е лесно. Кој го ставил ова овде? Марта, ти се шегуваш со мене. Не можам да бојам со банана. На тој начин вкусот на бананата ќе биде посвежен. Не вознемирувај се многу, Ноди. Што правиш ако сликаш езерцево? Се обидувам. Вау, вистински уметник. А колку слики си насликал досега? Покажи ми. Ова ми е прв обид, Марта, и сакам да почнам со водата. Но водата доаѓа во сите нијанси на сино-светло, сино-темно, сино-зеленикаво, сино-сино-зелено, а? Јас не помислив на тоа. Да, како мислиш да сликаш без вистински бои? Мислам дека да сакаш да насликаш нешто не е доволно. Здраво, Ноди. Наминав да ја видам твојата прва слика. Па нема да може. Зошто не ми дозволуваш барем да ја видам накратко? Ноди, овде нема ништо. Всушност ти ништо не си насликал. Започнав со пилињата, но те си ми рече дека е тешко да сликаш работи што се движат. Ноди... Потоа најдов едно дрво и решив да го сликам, но господин Тромавко ми кажа дека има премногу лисја. Ноди... Конечно застанав пред езерцето, но Марта ми кажа дека има нијанси на водата. Те излезе дека воопшто не ме бидува со цртање. Како знаеш дека не те бидува, ако барем не се обидеш? Една лоша насликана слика е подобра од онаа што не си се ни обидел да ја насликаш. Не е важно да правиш секако што треба за да можеш да уживаш? Секој треба да започне нешто некаде, Ноди. Ти би требало да се обидеш да насликаш нешто, бидејќи ти се допаѓа тоа. Ти мислиш дека треба повторно да се обидам? Па се разбира. Навистина сакам да станам уметник и затоа решив да насликам слика. Готово. Што реши да насликаш, Ноди? Работи што ми се допаѓаат. Синото е езерце, зеленото е дрво, а овие бели нешта се пилињата кои трчкаат. Да. Еве навистина. Добро е, да, многу убаво, да. Многу. Колку е прекрасно дрвово, Ноди. Да и сината вода изгледа супер. А погледнете ги моите пилиња како трчаат. Гледаш, Ноди, на сите им се допаѓаат твоите слики. Благодарам.
Мислам дека моите слики изгледаат убаво, но ме радува тоа што се забавував. Прости ми, Ноди, навистина си бил уметник. Ти благодарам, Марта. Што ке правиш со твојата прва слика? Ќе му ја подарам на некој што ми е многу мил.